Ако материјалите и заштедата на пари не ви се доволна причина да обрнете внимание на квалитетот, тогаш следново можеби ќе ви го привлече вниманието. Што е, копер ли? Не. Лук? Не, како си викаш она што те тера да плачеш? Македонија цела да. Шо е бе? На свадба бев или? А ние одгоре пак. Громит. Ја моја тука му еднака не знае да готви. Мамо, колку ми фали твоето тавче, гравче. Јас ќе ви кажам. Готви соседката од петти, некоја запршка со зелен чук овој пат. Вчера имаше колбаси, завчера омлет или пржени лепчиња, не сте баш сигурни. И да, соседите од горе вчера правеа патриотска вечер и си гледаа и селенички джубокс на YouTube пуштен до даска. Како се викаше внук му што живее во Австралија, Марко или Дарко? Марко. Да, девојка му на Дино од станот до вашиот е на одмор со другарките некаде во Шпанија. Вчера разговараа на Skype додека вие го средувавте станот. Биле во некоја дискотека и празно било, како не, и не дека ви интересираше, едноставно се слуша. И единствената причина поради која би требало да го знаете неделното мени на соседката е доколку по некоја случајност нејзиното име е Џејми Оливер. А дозвола за прислушкување туѓи разговори кои потоа некој ќе ги објави на YouTube имаат само и исклучиво странски служби. Ако барате стан во Македонија, има 100% веројатност дека не сте ни во едната, ни во другата ситуација. Па затоа, заштедете си време и нерви и најдете стан со соодветна изолација. Нели?